Благодарам, почитувам председателя и подпредседателя. Мораме да забележиме заради јавноста и заради граѓаните, а секако и за колегите кои што овде дебатираме денес за Законот за равномерен регионален развој. И не ја гледам потребата зошто на еден ваков закон, за кој што сите се согласуваме, дека треба да се донесе, односно истиот да биде сеопфатен и сите заеднички да можеме да го подобриме или вака предложеното ново законско решение да биде поинклузивно од страна на сите чинители и корисници, а се со цел граѓаните на Република Македонија да можат побрзо да ги добијат потребните услуги и услови кои што треба да им ги обезбедат локалната самоуправа преку централната власт секако. Не ја гледам потребата зошто мораме овој закон да го ставиме само на Комисија за европски прашања и со европско знаменце, кога знаеме дека основно матично работно тело на кое што треба да биде е Комисијата за локална самоуправа. Односно, да се разгледа, а Комисијата за европски прашања може да биде како заинтересирано работно тело. Не со цел злонамерно нешто да се направи, туку да можеме посеопфатно. Зошто го зборувам ова? Бидејќи овде, како што напоменаа и претходно другите колеги, се менува, односно се усогласува само еден член. И врз основа на оваа одредба, да, секако, штом има усогласување, треба да биде и на комисијата, не е тоа спорно. Меѓутоа, немаме никаква инклузивност од страна на градоначалниците, кои што за волја на вистината во моментот се најповеќе од ваша страна, да ги вклучевме во Комисијата за локална самоуправа, да ги повикавме да дадеа предлози како на најлесен начин да ги спуштиме централизираните институции и централните институции преку финансирање до локалните власти за подобрување на животот на граѓаните, секако преку начинот на кој што е предвиден токму преку овој закон, преку формирање на планските региони. Меѓутоа, ова не се направи, за жал, уште еден пропуст, бидејќи не дојдоа до израз нивните потреби. И покрај конкретните забелешки кои што ги имам на законот, во самите одредби, сакам да напоменам дека председателите на планските региони, кои всушност се представници на сите општини кои што произлегуваат од нивниот регион, не се вклучени во донесување на буџетот. Односно, истите ниту се консултирани, ниту добиваат формален начин на кој што можат да ни пристапат овде и во однос на донесување и распределбата на средствата, истите активно да учествуваат. Во законот потоа се вели, се предлага воведување на нова програма за намалување на диспаритетите меѓу и во рамките на планските региони, изголемување на регионалната конкурентност, која ја спроведува Министерството за локална самоуправа, со зголемување на ефикасноста на политиката, финансирање на чинителите на политиката, како и зголемување на опфатот на корисници на проектите кои ќе бидат поддржани со програмата. Која е програмата? Дали граѓаните ја имат на увид? Зошто се поставува прашањето, зошто, иако имаат можност и законски, јавните предпријатија, јавните установи, основани од државата, за жал, ниту аплицираат, ниту добиваат вакви проекти. И овие предпријатија, и овие установи, се установи кои што им нудат услуги на граѓаните. Затоа, можеме да заклучиме поради еден ваков сервилен однос према овие институции, истите немаат капацитети да аплицираат на овие повици, само заради исклученоста која што постои кај нив. Имено, ако видиме во еден ист плански регион, имаме многу разлики во развиеноста на самите општини. Затоа мора да се посвети и овде внимание во рамките на самите плански региони. Сакам да се осврнам и на членот
21 од самиот предлог на закон, кој што вели: Совет за развој на планскиот регион се формира за секој плански регион. Членовите на Советот за развој на планскиот регион со право на глас се градоначалниците на општините што влегуваат во состав на планскиот регион и по еден представник од здруженијата и од бизнис заедницата, без право на глас. Овде, покрај начинот на кој што се конституира, вели: членот, представникот на здруженијата во Советот за развој на планскиот регион се избира по пат на јавен повик со мандат од 4 години. И до овде во ред. Меѓутоа, покрај условите и како се спроведува огласот, вели вака: пријавените кандидати кои ги исполнуваат критериумите од јавниот повик со мнозинство гласови одлучуваат кој од нив ќе ги представува во Советот за развој на планскиот регион на состанок организиран од председателот на комисијата во рок од 15 дена од денот на завршување на јавниот повик. Ова е, почитувани колеги, почитуван заменик министер, формирање на тела внатре во телата. Значи, самите оние кои аплицирале, повторно ќе заседаваат, сами ќе одлучуваат и за нивно действување треба да се определат критериуми како ќе постапуваат. Формирање, односно обременување на постапките за застапување на интересите на граѓаните и на здруженијата чии што представници се тие. Во однос на членот 21, сакам само да потенцирам уште една забелешка. Вели вака: председателот на Советот за развој на планскиот регион се избира од редот на градоначалниците кои се членови на Советот со мандат од 1 година без право на повторен избор во тековниот мандат. Лично сметам дека 1 година е многу мал период кога до израз можат да дојдат компетенциите, а секако искуствата кои што овие луѓе би ги поседувале од практичната примена и на законите и на проектите. Мислам дека 1 година е многу мал период за кој што самите не можат да се реализираат. Во однос на членот 50, кај што предлагате како да се оценуваат самите проекти, мислам комисијата за оцена на проекти, се остава дискреционо право на самиот министер уште со начинот на формирање на комисијата. И вели вака: председателот на комисијата се именува од редот на раководните административни службеници од организационата единица на рамномерен регионален развој во Министерството за локална самоуправа. Веќе министерот има влијание. Еден член се именува од редот на административни државни службеници од кабинетот на заменик председател, добро. Еден член од комисијата се именува од редот на административните државни службеници од бирото и 2 члenoви по предлог на министерот повторно се именува од редот на стручни лица од областа на градежништво, архитектура, правни науки, економија. Овде можеме исклучиво да заклучиме дека дискреционото право во однос на бодување и определување, донесување конкретна одлука на кого и како ќе се распределат овие средства во висина од 1% од БДП, а знаеме дека се искористуваат многу помалку спрема информациите, ќе ги додели министерот таму каде што сака. Ниту комисијата има влијание, ниту друго крајните корисници, тргнувајќи од градоначалниците и натаму. Затоа сметам дека комисијата треба да се формира на друг начин, да биде професионална комисија која што реално, согледувајќи ги сите параметри за сите региони и посебно внатре во регионите, да може да соодветно ги алоцира најдобро овие средства. И за крај, сакам да повикам Министерството да се позанимава со зголемување на капацитетите на вработените кои што ги работат овие проекти, да им помогне на општините со стручни кадри, да можат што повеќе да се користат средствата од Европската унија преку ИПА програмата, преку прекогранична соработка. Овие средства се добредојдени и се во висина за одредени општини на кои што самата општина не може да си ги дозволи. Лично сум учествувал како координатор во проект на прекогранична соработка и знам колку може да се научи, колку искуства и компаративни искуства може да се донесат во Република Македонија за соодветно искористување на овие
средства. За жал, од регионот од кај што потекнуваме, југоисточниот, во моментот овие прекугранични проекти се сведени на минимум, односно како и да не постојат. Овие се неповратни средства кои што неминовно можеме и мораме да ги искористиме за развој на нашите општини, за подобрување на условите за живот на нашите граѓани. Ви благодарам.